Во Македонија се случија мафијашки избори. Колку и опсе да ги оцени како позитивно спроведени, на секој граѓанин му е совршено јасно дека фери демократски избори во Македонија немаше, изјави синоќа на пресконференција лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, обвинувајќи за редица нерегуларности во текот на гласањето, но и неправилности во текот на изборната кампања, како индиции за подкуп на гласачи, партиско агитирање, притисоци, закани и уцени од униформирани и неуниформирани лица, физичка пресметка, информации за организиран бугарски воз. Груевски изјави дека ВМРО-ДПМН не ги признава резултатите од изборите. Сакам да објавам дека заради изборно насилство, исилување на демократијата, исилување на државата, заради констатирани, евидентирани и документирани изборни нерегуларности, заради бруталниот терор што се вршеше во овие 5 недели, заради нечовечките закани, бруталните притисоци, масовниот подкуп, заради кривичните дела кои ги направија во изборите и согласно одлуката на извршниот комитет, ВМРО-ДПМН не ги признава овие избори. Со целитно враќање на демократијата и достоинството во земјата, Груевски побара исполнување на 7 точки, кои како што рече ќе покажат кој е за демократија, за правда и слобода, а кој не е. Организирање на предвремени парламентарни избори, согласно пржинскиот модел. Согласно пржинскиот модел, кои ќе бидат спроведени од техничка влада на исти начин како што беа организирани парламентарните избори на 11 декември 2016 година. Ајде заев, ако си толку силен и јак, да одиме на избори. Ако ние можевме да спроведеме избори по овој модел, најмалку што можеше и ти да се согласиш да одиме на избори по истој модел. Второ, итна смена на директорот на Агенцијата за аудио-визуелни и медиумски услуги и избор на директор на оваа значајна институција по предлог на опозицијата. Трето, оставка од председателот на Државната изборна комисија, Александар Чичаковски, враќање на старото законско решение и избор на председател на ДИК од редовите на опозицијата, бидејќи под плаштот на независен експерт, всушност се инсталираше личност, која не работеше правично и честно, туку по инструкции на друг. Груевски побара и итна истрага и вештачење со нивно учество на уредите за прислушување на УБК, заради отворено сомнение дека полицијата врши прислушување на најмалку 100 лица од ВМРО-ДПМН, завршување на судењето за случајот подкуп, основање специјално обвинителство со ингеренции за, како што рече, расчистување на изборните резултати од изборите во 2016 и 2017 година, како и на злоупотребата на целиот државен апарат за изборни цели и ослободување на притворените за случувањата од 27 април.